Добро вечер, уште еднаш од мене. Јас сум Јадренка Костова, а вие го следите отвореното студио на Еден телевизија. Во овој отворен појас тема е културата. Прашањата на кои ќе разговараме, анализираме и дебатираме со нашите гости е може ли да се сторат и направат реформи во културата кога имаме партизирани институции? И зошто изостанаа промените во овој ресор или може би се случиле, но не ни се видливи? Добро вечер за Донка Берџиева-Трајковска и за Златко Теодосиевски, кои и во најавата што одеше во текот на денот ги представив како од неодамна поранешни советници во Министерството за култура. Па би сакала прво ова да го објасните или да го расчистиме. Зошто Министерството за култура, на Министерството за култура не им се потребни вашите совети? Или зошто станавте бивши советници? Повелете, Донка, ајде, дамите имаат предност. Ајде, дамите, да. Би сакала да ви одговорам, но верувате, и јас не го знам одговорот, затоа што званично не добив од министерот никакви известување зошто и од кои причини повеќе нашите во наводи услуги на советници не му се потребни. Добивме само еден формален допис во кој што ни се заблагодаруваат на досегашната нели наша работа, но што понатаму и зошто и како, ние со министерот не сме имале апсолутно никаква средба. Не се обидовте да дознаете, не бевте љубопитни што е. Јас се обидов да се јавам, да се чујам со министерот, му се јавив по телефон, не ми одговараше, се обидов со шефот на кабинет, два пати не ми креваше слушалка, беше недостапен, па потоа од друг телефон ми одговори, но сосема кусо дека остануваме соработници во Министерството за култура, на никакво дополнително појаснување нема. Така да појаснам дека министер за култура во овој момент е Асаф Адеми, кој е кадар на или предлог на БЕСА. Теодосиевски, вие разбравте. Па немам јас многу повеќе да меѓу отпишаните. Ја не знам дали има и други кои. Не, ние двајца бевме. Само вие двајца. Па ние двајца. Да, ние двајца имаше, ако добро сеќам, има неколку луѓе кои беа по договор, ама на други работни места, кои што исто остана без продолжување на договорот. Меѓутоа, суштината е, јас немам многу што да додадам на ова Донка што го вели, дури помалку имам да кажам, зашто еве јас не се ни обидов да го контактирам ни министерот, ни неговиот тим, зашто тоа го направи Донка, ми ги пренесе искуствата и ми беше доволно да не се обидувам кога гледате дека нема резон тоа да го правите. Дали имавте вие некакви конфликти, да речеме, во изминативе месеци или година со актуелниот министер? Не, затоа е и целата работа уште почудна. Сега ние можеме да шпекулираме тука зошто и како е. Меѓутоа најчудно е што ние немавме конфликти, што ние си ги извршувавме поставените цели, го информиравме министерот за сето она што го работиме, иако јас за себе можам да кажам дека ретко добивав повратен одговор, но да речеме, тоа можам да го толкувам како позитивен одглас, односно министерот бил задоволен од мојата работа. Сега испаѓа дека можеби и не бил задоволен. Така. Ама логично ќе беше тоа да ми биде дадено до знаење, па да коригирам таму кај што може. Така, што е улогата вие како советници? Што сработивте во овој период, бидејќи кој се рече советник во, не знам, Министерството во владата, обично луѓето мислат, ова некој треба да се вдоми, нели? И тука е најадекватна таков статус, да речам, советник. Не знам што се подразбира под советници, бидејќи ние двајца имавме добиено решение со кое што не ангажира како стручни соработници за одредени области во културата. За културни политики беше Златко Теодосиевски и јас за заштита на културно наследство. Во периодот од јуни 2017, заклучно со јуни 2018 година, јас имав улога и на координатор
ми ги предаде министерот тие надлежности, координатор во дејност заштита, што значи дека генерално главните активности кои што се случува во оваа дејност ги координирав на ниво на сектор за заштита во Министерството за култура и министер за култура, меѓутоа и на ниво на институции од заштита. Така, значи она што беше како но што се случи во ова што велите вие го координиравте во областа на заштитата? Значи до таму се можам да оствари, кажам, имаше ли промени, има ли реформи тука? Видете, во тој период ние заклучно со 2018 година веќе беа издадени решенијата, формирани работни групи, да не кажам претходно, националната стратегија изработена, таа предадена до влада, од влада до собрание, врз основа на тоа е координаторот за културни политики Златко формираше и тимови преку 20, тоа ќе си го каже тој публично, но оној дел за што јас сум била ангажирана, тоа беше заклучно со јуни. Функцијата и надлежностите за координација со институциите и воопшто координација на заштитата на ниво на Министерство и институциите за заштита нагло прекина без никакви известувања од новиот министер Асаф Адеми. Таа работа е презема друг, не сакам да ви именувам. Која преземата? Му пречевте на некого, ве отчувствуваше како знаете кога ние не добивме апсолутно никакво објаснување за тоа што и како во едни на нашите активности како советници и како председатели на работни групи, како координатори на целата активност врзана со националната стратегија ќе се одвива. Значи немавме од тој тип разговори со министерот за да можеме да ги координираме и да знаеме каде сме. Ние дознававме спорадично, инцидентно за одредени работи. Ако се побараше од мене нешто да напишам говор за министерот, некаква информација за јавност, јас таа правев, но паралелно со тоа ги водев работите за кои што бев ангажирана како председател на работна групи. Така. Ајде во овој дел, Теодосиевски, вие во тој ваш сегмент за културни политики. Еве, мојот сегмент беше многу конкретен. Првиот ангажман беше работа на Националната стратегија за културен развој, која што почнавме да ја работим, јас требаше да го водам тој тим на условно експерти кои што ќе работат на стратегијата и тоа мораше итно да се направи до крајот на 2017 година и ние тоа го завршивме за 3 месеци. И мислам дека тоа беше првиот производ на оваа влада од стратегиски карактер. Ниедно друго Министерство не излезе со таков документ. Но мислам нас никогаш не ни недостасувало да се донесат документи, стратегии, акциски планови, да се донесат закони. Во Македонија главниот проблем е секогаш спроведувањето на тие документи. Меѓутоа нам ни недостасуваше и ваков документ, зашто овој документ требаше да ги посочи ситуациите во културата и да ги даде смерниците за понатаму. И тоа го направи. Сте членови на Социјалдемократскиот сојуз или друга некоја партија од коалицијата на власт? Не. Ние сме како експерти, главно познавачи, ангажирани. Тоа беше можеби и најдобрата страна на не само на нашиот ангажман, него и на ангажманот на работните групи кои што работеа и на стратегијата, и таму беа независни луѓе, не политички, односно не партиски. И сите други членови кои што работеа понатаму во работни групи тенденциозно беа бирани да бидат апсолутно независни луѓе кои што ги познаваат состојбите и кои што ќе дадат сериозни експертски решенија. Ајде се вака да одговориме на прашањето што јас клучно го поставив, можни ли се реформи во културата со партизирани институции? Доколку се согласувате со мојата оценка дека таа партизација доминира и во сите сфери, па и во културата. И кога излегуваат конкурсите за директор, за членови по управни одбори, се тоа однапред се знае која институција е на ДУИ, која е на СДСМ, се бираат кадри, партиски, се вработуваат во сите изминати 20 кусур години, обично по некаков партиски клуч. Доколку се согласувате дека постои таква партизација, дали сметате дека е тоа пречка за реформи во културата? Партизацијата е апсолутно пречка и токму тоа и беше констатирано во Националната стратегија дека тоа е главна пречка. Партизација не на институциите само, туку пред се на државниот орган што раководи со културата, односно Министерството за култура. Тоа беше целосно партизирано. Значи Министерството е... Да.
Да. Партиски кадри кои... Партиски кадри, главно, за жал, да не речам неспособни, ќе речам некомпетентни за работата што треба да ја вршат. Врз основа на таа констатација требаше националната стратегија бараше прво департизација на министерството, значи на државниот орган, и понатаму департизација на институциите. Се почна, за мене зачудувачки добро, ви реков, со комисии, со работни тела, кои што беа практично непартиски. За да понатаму целиот процес повторно се партизира и да дојдеме еве на ова рамниште на кое што сме денес. Ако може да се надобрзам на прашањето дали се можни реформи во партизирани институции. И само да подсетам дека ова влада, на која што се приклучи целиот граѓански сектор, во огромен број, се приклучи токму заради ветувањата дека ќе има реформи во сите области. И ова влада се декларираше и мислам дека се уште е реформска влада. Ама дојде ли животот во ресорот култура? Не, во тој контекст реформите не дали се можни, туку се неопходни. И се зависи од политичката волја на таа партија која што го доби мнозинството, формираше влада, и спроведувањето на реформите исклучиво зависи од тоа како владата ќе одлучи понатаму. Да, но еве и да одлучи владата, ако е како што велите Одосиевски, нели, министерството изобилува со партиски кадри кои нели се некомпетентни, можно ли е спроведување на такви реформи, еве и владата да сака? Значи, во еден дел, токму тие партиски кадри, кои јас сега ке со сомнителен кредибилитет стручен, може да се јавуваат како прешки, секојаш ќе се јавуваат. Меѓутоа, таму ние во Министерството за култура конкретно, имаме напластени нивоа на различни кадри од различни партии. Значи, како секоја партија добивала избори, си поставувала своји луѓе, сега бројката е огромна, а ефективноста нивна е минимална, што би се кажало. Или во еден период, па и тоа е познато, дека сите партиски кадри беа обединети околу една идеја која што ја доведе државата до степенот да биде заробена држава. Буквално на сите нивоа. Меѓутоа, во случајов кога, ако веќе се говори за реформи, ние ги започнавме реформите. Секоја реформа, знае, историски, предпоставувате нели документиве што сте ги донеле стратегијата. Така, отпочнавме со реформи, но процесот, јас барем во делот за кој што бев надлежна, во заштитата беше навистина многу обструиран. Страшни обструкции. Значи имавме обструкции прво од оние кои што беа предмет на реформа. Знаете, секогаш кога се врши реформа, се засекува малце подлабоко за да има одредени ефекти. Сега ние не можеме да оставиме ситуацијата да биде таква каква што е, реформите само површински да како шминка да ги поставиме, но значи дека ние можеме да пријавиме дека сме направиле некакви реформи кои што не се суштински, не се длабински и не се реални. Тоа значи директорите на тие институции, нели, кои влегуваат во заштита на културно наследство, обструирале. Ако ве разбрав. Дефинитивно ние го имавме, главниот проблем што го имаме, затоа што работиме на нов закон за заштита и истовремено вршиме ревизија на работата на институциите за заштита, вклучително и на управата. Најголемите отпори доаѓа од управата за заштита. Меѓутоа, што управата како властување го има и е дадено со закон. Чекайте, управата ја води кадар на СДСМ, колку што знам. Веќе да не би... Да, точно е дека води кадар на СДСМ и во случајов е исто така се постава прашањето дали тој кадар на СДСМ е спремен да ги испорача реформите кои што партијата, нели? Така, ги ветила или веќе постојат планови. Меѓутоа се создаваат и сосема други нелојални коалиции, затоа што морам да кажам нешто во доменот непринципиелни, нелојална, ние да коалиција има некогаш и лојални, меѓутоа генерално да непринципиелни, од многу разбирливи причини. Кога станува збор за законот, овој закон кој што сега е на сила, состојбата на теренот и состојбата на институциите воопшто, кадарот, квалитетот на заштитата
генерално, сета таа негативна слика е одраз на одредена состојба. Таа состојба генерално се генерира од постоечкиот закон за заштита, кој што за жал од 2004 до сега беше еден неуспешен експеримент. Наместо да се подобри состојбата, се создаде исклучително јака управа, која што презема дел од ингеренциите на институциите надлежни за заштита и конзервација, и сега да извесен начин изврши и упад во она што значи стручна дејност, и целиот систем наводно кој што не беше недоследно изведен, сега ги покажа сите негативности. И во изминатите, особено 11 години, од вкупно, да речеме 15 на постоењето на тој закон, можете да замислите докаде стигна заштитата, кога ни се случи на Скопје 2014, кога ни се случи бришање на културно наследство заштитено во центарот на градот и поставување нови фасади, па ни се случи проблемот со старата железничка станица, сега веќе започна да станува актуелно исто така и старата чаршија со унифицирањето на излозите, издавањето по концесија на Куршумлијан, протоколот со вакафите во однос на исламското, османлиското наследство во Македонија. Многу работи кои што во минатото, например, до периодот пред 2004 година во заштитата не беа познати. Така. Се некои феномени. Го споменавте Скопје 2014 проектот, кој беше, да речам, дежурна тема, додека социјалдемократите беа опозицијска партија. Јас сега, кога ме прашувам вас, не го земам оној коруптивен елемент кој е тема на обвинителството, туку од еден културен аспект, да кажам. Се и се што тогаш се кажуваше за проектот Дизниленд град, ние ова ќе го вратиме, ќе ги вратиме старите градби, односно изгледот. Ништо не се случи, го тргнаа ќосето од пред суд и така. Да. Што предвидува, рековте, сте правеле, нели имате стратегии, документи. Кој е ставот на вас? Скопје 2014 е значаен сегмент во таа стратегија, каде што се вели дека Министерството за култура ќе се справи со тој проблем пред се од законски аспект. Недвосмислено е кажано. Врз основа на тоа беше формирана и таа работна група за Скопје 2014, која што ја води професорот Грчев. И таа работи веќе една година и испорачува материјали кои што и се во описот и пописот на работата. Проблемот е што ништо не се менува. Што ништо не се менува. Во пракс. Каде е дефектот тогаш? Тоа никој Кој не е го кочничарот? Тоа никој не го знае. Јас ќе ви кажам, утре имам договорено интервју со еден високотиражен холандски дневен весник. Човекот вели, сакам да разговарам на таа тема. Што да му кажам? За Скопје 2014. Да. Вели, вие сте во таа работна група, ќе ми појасните што се случува, односно што не се случува. Ја не знам што да му кажам. Мене ми е непријатно да му кажам дека не знам што да му кажам. И сега ќе морам да измислувам нешто. Значи, ситуациите стануваат веќе и непријатни. Што конкретно предлагате и вие и прашање за Брџиева? Донка ги знае сите елаборати. Не е проблемот во тоа. Знаете што е? Ке ни стане културно наследство на крај Скопје. Ама нас ни стана културно наследство и тоа требаше да се избрише, меѓутоа уште стои. Значи, ние тоа што во претходната власт го прогласи, нели, заедно со управата и надлежниот конзерваторски центар, за жал, оваа сегашна апсолутно не го ревидира ниту статусот, а ние меѓувреме изработуваме елаборати. Она што веќе навистина станува и за нас просто неприфатливо и не знаеме што понатаму, затоа што токму ние двајца, тројца заедно со професорот Мирослав Грчев бевме еден од најголемите, едни од најголемите критичари на Скопје 2014. Сега сме во работната група, работиме повеќе од година дена, изработуваме елаборати и кога ќе не прашаат, ние немаме одговор на прашањата што понатаму. Значи, нашите заклучоци... Што конкретно предлагат? Мене ова ме интересира. Ние предлагаме све да се врати во претходната состојба. Сите градби? Сите градби, значи, како што се било претходно, најголем дел. Тоа што сме ги сработили. Мене голем предизвик, мислам, ми е зградата на владата,
коцките Не сме што ги дошли до неа. Се уште не сме изработили. Затоа што за мене е тоа злоусторство направено. Апсолутно, тоа да, ние немаме документација. Архитектонско решение кое беше наградувано. Да. Знаете што целата документација за зградата на владата се наоѓа во службата за заеднички и општи работи при влада. Што значи дека ние дадовме одговор на ова прашање, дека ни ја достава целата документација од владата, ние ќе го изработиме елабораторите и ќе ги предложиме мерките понатаму. Меѓутоа кај нас немаме документација, тоа е добра волја сепак, таа е служба при владата. И што понатаму наша работа е да ги изработиме елаборатите, ги предаваме до министерот, до кабинетот на министерот, оттаму одат во влада, сите одат и до кабинетот на воопшто до службата владина и до премиерот. А понатаму ме подсетува на некаква административно-бирократска приказна. Имаше Дефинитивно. во една книга на времето што читав за најголемите светски глупости на бирократијата, кога во едно село избувнал пожар и дежурниот службеник дур нашол по кој член да реагираат, изгорело цело село. И ова вие велите, доставивме, пративме, а ништо не се случи. Ама ние немаме областувања. Ние не сме СЈО, например. Немаме такви ингеренции да упаднеме некаде да речеме дајте ни ги материјалите, сега ни требаат, еве ќе ви подпишеме дека сме. Ние немаме никакви ингеренции. Ние немаме сега веќе дури ни канцеларија. Материјалите ни останаа во канцеларија, бидејќи не смееме да ги извадиме надвор, тие се службени материјали. Не можам јас дома да ги носам или донка. И сега ние висиме некако, не знам, координаторот на групата. Заменик министер за култура е од Социјалдемократскиот сојуз. Па да, ама некако немаме контакти со него. Немаме контакти ни со него. Наистина интересно се. Знаете што е сега? Најинтересно, не е најинтересно. Има поинтересни работи. Виде, ние имаме овдека навистина многу работи да кажуваме кои што се и забавни. Но за тоа не би сакала воопшто да зборувам, затоа што да не е тажно, смешно. Тоа сакам да ви кажам дека не е во ред, затоа што работата е премногу сериозна. Значи, оно на што сакам да сме немокни, понекогаш кога не ви се верува нели што се случува, навистина. Подобро е да се насмееме. Да се насмееме. Ние се смееме инаку, како поинаку ќе обстанеме. Например, многу често со Златко се смееме, затоа што се наоѓаме во таква ситуација на која не можеме ниту ние сами да си одговориме, ниту знаеме од кого да побараме одговор. Едноставно нас не оставија да ние нешто работиме на реформите, а сега во моментов пак ни велат дека ние ќе продолжиме да работиме на реформите, а не ни кажуваат на кој начин. Како ќе работиме ние на реформи надвор од министерството? Значи, нашите решенија се со печат од министерот. Ние работиме за министерството, да не кажам за владата. Значи, ние реформите што ги испорачуваме не се наши лични, кому да ги, за кого? И што треба и како понатаму. Значи, требаше министерот, за жал. Тој е министер за култура. Меѓутоа, неговото однесување во најмала рака е недостојно за еден министер за култура. Значи, на таков начин... Да не речете на културно. Добро. Тој си знае многу... Се извинувам. Има една работа која што навистина не е смешна. И не е неважна. Можеме да кажеме Донка и Златко се, неважни, не ни требаат. Иако не сме баш неважни, нашите биографии не се неважни. Не се саркастични, иронични, мислам се разбирам. Бидејќи сме биле важни за одредени сегменти, сме биле ставени таму. Но, јас во консултација со министерот Аладјозовски, лично сум предложил луѓе во 12 на работни групи, горе-долу се сите независни, непартиски експерти, кои што работеле на одредени сегменти во културата и предложиле како да се одвијат реформските процеси во таа и таа дејност. До која година беше? До 2022? Тие луѓе доставиле... Таа година може да почне. Не, ама тие луѓе доставиле материјали, доставиле своји видувања. Имаме материјал за издавачките стандарди во државата, значи предлог од работната група како да се одвива тој процес. Имаме обсежен материјал за состојбите во музејската дејност со предлози како да се развива музејската дејност понатаму. Имаше некакви реакции во врска со музеот. Имаше. На револуционерната борба. Зборот ми е, таму беа ангажирани 40 сериозни луѓе кои што изработија тоа за што беа ангажирани, не им е платено се уште, нити некој има намера да им плати. Што предлагаат тие со Нивните трудови се во министерството никој не ги користи.
ги знаете решенијата. Што се предлага за музеот на револуционерната борба или како ние што велиме за жртвите на комунизмот? Да. Знаете, тој е поединечен пример затоа што за него изработивме. Да имаме и нешто конкретно, да не говориме само посебна работна група која што изработи елаборат во врска со оправданоста за постоењето на таков вид на музеј. Констатираше работната група дека тој музеј не е музеј во вистинска смисла на зборот, дека сето она што е таму направено треба да подлежи на ревизија, требаше владата да формира комисија, односно министерот, кој што ќе направи нов елаборат за презентација воопшто музејска на експонатите таму. Многу од предметите што се изложени немаат карактер на музејски експонат, требаше да се направи селекција. Ние едноставно излегувавме во јавност, го образлагавме елаборатот, кажувавме што и како. Јас и посебни текстови пишував, Златко исто така, дополнително. Појаснувавме дека апсолутно не станува збор за музеј, туку е нешто што е негова противност, самиот музеј. Ништо од тоа апсолутно не се помести ниту за запирка во елаборатот, да речеме или страна и половина страна дека нешто е направено. А какви се реакциите од Нема реакција. Директорката. Знаете, немаме ние реакција. Нема реакција. Тоа е многу интересна ситуација, во која што нема реакција. Во македонската култура владе ситуацијата да нема реакции. Зашто ако има реакции, ќе има конфликт. Ќе имате две спротивставени страни. Луѓето кои што се контра реформите не сакат конфликт, тогаш ќе излезе се на површина. Вака е подобро да нема реакции никакви. Ние ќе си продолжиме да работиме, а тие таму некои што зборуваат, нека си зборуваат, не е проблем. Кучињата лаат, карванот си врви. Да. Ама карванот што врви не носи промени, нели? Не носи промени карванот, да, за жал. Која е улогата за да немаме вакви реформи на министерот за култура, Асаф Адеми? Која е улогата на крајот на владата, премиерот, таму, мислам, партијата СДСМ имаше низаветувања за областа на, нели, во ресорот култура. Имате реакции, немате сега ќе речете од таму, но ајде да лоцираме кои се другите кочничари. Веќе споменавме. Да, па добро горе-доле ги спомнавме сите. Основниот проблем е што Министерството за култура практично се откажува од својата основна работа. Значи, тоа е истражување, координација и реализација на културните политики. Не е работа на Министерството за култура да биде редистрибутер на државните пари. Тоа може да го прави било кој. А таму работата е сведена на тоа, на еден годишен конкурс, на пријави и цела година ние делиме пари во институциите. И тука завршува. Целата... Прво за тоа не се потребни 200 луѓе. Тоа може да го прават и 20 луѓе. 200 луѓе во ресорот култура со институциите или Не, само во министерството. Што зборувате? Епа, сега. Министерството за култура. Па толку негде 160-170. А во меѓувреме се примаат и нови. Добро, тоа не е наша работа крајна линија. Европскиот модел на Министерството за култура е нешто сосема различно. Ние работиме по модел од првата половина на 20-тиот век. Значи, доцниме 70 години. Не ни треба нас такво Министерство за култура, апсолутно. Тоа исто како полицијата да се откаже од своите надлежности во јавниот мир и безбедност, да ги препушти на, овие, како ги викаат, агенции. Не можете да се откажете вие од вашата работа. Вие ги имате лоцирано, нели, сите Алкиново и Синџир, кочничарски, но, хипотетички, доколку би биле министер за култура или министерка за култура, што би сториле за да се случат промените во оваа област? Каде ги гледате? Што би направиле? Што е приоритет? Секи речете по стратегијата. Да, точно. Ќе седнам еден човек и ќе му речам читај и работи по ова. Нема друго, зашто тоа владата ја донела таа стратегија. Рековте некадарен, значи луѓе кои доминираат се, кои доминираат, не се сите, нели? Тука не можеме ние. Немаме такви ингеренции да менуваме кадровски. Повторно да дополнам. И повторно се вратам на реформите. И повторно да повикам дека тој кој што ставил печат на решението и на стратегијата, тоа е владата и собранието, има обврска да ја спроведе и да го контролира спроведувањето на стратегијата. Дефинитивно. Тоа е по закон.
едната работа. Друго, на ниво на министерство, тој министер, кој што исто така ставил печат и подпис на решенијата за работни групи, и пред мене, кога дојде на нас двајца, ни кажа дека генерална определба е спроведувањето на стратегијата. Ние си продолживме да работиме и ние продолжуваме да работиме, затоа што, например, јас 4 работни групи водам, кои што треба да си продолжат работа. Ама немате канцеларија веќе, не? Ние канцеларија немаме. Сега, мојот повик, јавен овој пат е, министерот да ни каже на кој начин неговата определба, што ја даде генерална, декларативна, дека остануваме со работници и дека стратешките определби во националната стратегија му се приоритет, да ни каже и да ни објасни на кој начин планира да ги продолжи реформите понатам. Затоа што цел процес е. Знаете ли колку е значено да се изврши реформа во одредена област? Мислам дека секоја реформа е болен процес на некој начин. Да, ваквите реакции кои што се недоволно обмислени и неодговорни во голема мера се од луѓе кои што не се свесни колкава е значењето на реформа во одредена дејност. Особено во културата, која во последните 11 години беше целосно злоупотребена од партијата претходна на власт. Значи, ние оваа власт не наследи нормална држава, не наследи нормални институции, не наследи нормално министерство, не наследи нормална културна политика, ниту пак дејност заштита. Сето тоа беше злоупотребено. И сега, дури и кога се би било добро, да претпоставиме да живееме во некоја западна земја, се менува владата, па мора министерот кој што дошол во идеални услови, за нас идеални, например, не сакам да ја спомна Германија, не сакам ни Шведска, не знам еве некоја друга држава, било која, поблиска Хрватска нека биде, Словенија, еве, од најблиското соседство, ќе мора да понуди некакви мерки за подобрување. Никогаш состојбата не е толку добра да не може да биде подобра. А во Македонија културата е урнисана. Дефинитивно. И заштитата на културното наследство. Впечаток дека е скроз најдолу ставена меѓу приоритетите. Ама беше таква. Ама се уште е или... А сега е уште подолу. Оно што ние го видовме додека бевме во министерството. Виковте апел, некаков јавен апел до министерот. Ке сакате ли еден јавен апел до премиерот Зоран Заев? Па мислам дека тие делуваат заедно. Министерот не е мој. Министерот е во владата на... Знаете што, министерот е во дел од владата на Зоран Заев, на премиерот Зоран Заев. Одговорноста за целата состојба во државата ја презема владата со премиерот. Реформите во културата да се мрднат од статус кво. Целата култура застана за шарената револуција и за коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз заради ветувањето на реформи. И тоа не смее никој да го заборави. Ако тука ги изневерат луѓето, не можат да ги добијат назад понатаму. За жал. Така. На крај имаме уште 5 минути. Сакам да искористам присуството на Барџиевска Трајковска, затоа што знам дека сте потекнувате од семејство, од бегалците, од граѓанската војна во Грција. Сакам да ве чујам како го доживеавте говорот на Ципрас, кај што се спомена семејствата кои избегаа од Грција, за сите оние голготи што ги помина. Тоа е прв пат еден грчки функционер да ја отвори таа тема. Првиот мој впечаток беше и првата состојба, оно што јас го доживеав од говорот, навистина беше радост. Меѓутоа, лично сметам дека станува збор за голем напредок од политички аспект, голем напредок во односите помеѓу двете земји. Оно што го направи господинот Алекси Ципрас е навистина историски исчекор, изненадувачки, просто по силината, по смелоста, да искаже зборови кои што беа изненадени сутринава од дефинитивно тоа е премиер со, мислам, личностен денот за мене, како историска личност. Меѓутоа, од друга страна, навистина ми е измешано и со многу тага, затоа што потекнувам од такво семејство кое што претрпе многу. Уште повеќе што, например, мајка ми успеа да отиде и да го посети родното место неколку пати, но татко ми почина. Не успеа да отиде.
Да, па он ги спомна и луѓето на кои што им беше забранета репатриација. Да, тие патриди. Ајде и ваш коментар, не мора да потекнувате од егейскиот дел. Па не, мојот е ист како и вашиот и како на Донка и предпоставам како на најголемиот дел од македонците во оваа држава, дека мене Ципрас ми бил симпатичен од првиот ден. И не сум го криел тоа. Многу грци имале спротивно мислење и дури сум полемизирал, пријатели се разбира. Но ова не сум можел да го очекувам од него и навистина ме изненади пријатно. Да се надеваме со некаква деблокада на овие евроатлантски интеграции, дека и културата некако со камшикот од Брисел ќе дојде, ќе дојде некаде меѓу приоритетите. Значи, само за крај, во контекст на токму на овие случувања историски што се случува. Значи, Преспаскиот договор, она што денес Ципрас го кажа, јавното признание за грешките кои што ги направи грчката влада во минатото. Многу е битен овој аспект на културата, бидејќи Македонија треба да се препознае во нешто. Македонија треба да се представи надвор нешто. Во надворешната политика ние немаме други елементи, други дејности освен културата, културното наследство. Кажете ми со што? И министерот за надворешни работи кои ќе му дојдат гости од странство, каде ќе ги однесе? Не знам дали дека првите чекори ќе бидат преку културата. Културно наследство ни беше, како да речам, забаталено со години, новокомпонираното доби приоритет. Па да, веројатно ќе треба сега. Градоначалникот на Скопје почна да држи средби во Музеот на современа уметност. Сега, ако на таа страна гледате едно поместување, зошто не го гледаме овде? Овде имаме поместување, ама надолу. Ние не можеме да ги разбереме тие разлики. Зошто? Врџиева Трајковска, Теодосиевски, ви благодарам што бевте дел од отвореното студио. Ние ќе продолжиме да ја следиме состојбата во културата, ќе видиме дали нешто од ова ќе допре до одредени адреси, дали ќе има реакции. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието, но останете на фреквенциите на 1 ТВ.